Секое дете жртва на врсничко насилство во Македонија е заштитено со закон и има фундаментални права кои што треба да ги знае детето, но секако и родителите на детето е жртва. Во следните минути ќе се ставиме во улога на дете жртва на врсничко насилство и на родител чие што дете трпи врсничко насилство. Кои се тие права и како овие луѓе треба да постапат, да реагираат за правно да бидат заштитени? Во продолжение зборувам со мојата гостинка, доктор Мимоза Салтирова, се извинувам, адвокат и лиценциран тренер за правда за деца, тренер за адвокати за правда за деца. Салтирова, добре дојдовте во Слободен печат. Ајде за почеток, каде е границата помеѓу караницата помеѓу децата и она кривично дело, кога едно однесување помеѓу деца се квалификува како врсничко насилство и треба да се инволвираат институциите? Да. Знаете како, не секој конфликт представува булинг или врсничко насилство. Значи, честопати се случува да има одредени недоразбирања, не само кај децата и кај возрастните, да има и карактерни разлики, да има одредени конфликтни ситуации или размена на мислења. Меѓутоа, кога некоја појава која што е нетипична, се повторува во континуитет, а при тоа е пропратена со одреден страф, со понижувачко однесување, не дај Боже и физичко насилство, тогаш веќе може да станува збор за врсничко насилство, кое што, како што напоменав, може да биде психичко насилство, кое што е исто така многу страшно, или не дај Боже физичко, каде што има одредени и телесни повреди. Меѓутоа, тука може би е многу важно да напоменеме дека не само правата на детето согласно закон и согласно улогата на родителот во ова општество или неговата кривично правна одговорност согласно законот за правда за деца, многу е важно да напоменаме и да дадеме еден апел до родителите дека согласно кривичниот законник во македонското законодавство постои одредба каде што упатува на запуштање и малтретирање воедно, меѓутоа делот на запуштање на малолетно лице и постои кривична одговорност за родителите. Ова го гледаме како пример од последниот, за жал не е последен, се повеќе и повеќе имаме нови случаи, што е алармантно и страшно. Во Ѓорче, значи насилството, знам дека основното јавно обвинителство поведе постапка по овој член од кривичниот законник против родителите на малолетните лица и предметите се во постапка. А од која возраст во Македонија децата стануваат правно одговорни? Да. Тука имаме ние категории раслојување на годините практично и на нивната одговорност, така што дете до 14 години не одговара кривично за она кое што ќе го направи и тука законот е насочен единствено кон воспитни мерки и одреден вид на ресоциализација. Другата група на деца која што се од 14 до 16 години може да се изречат воспитни мерки, засилен надзор, упатување можеби во установа ако се констатира дека детето можеби кое што прави врсничко насилство има одредени и психички проблеми, така што ние во пракса сме имали упатување на лекување, работа во центарот за деца и така натака. Значи законот ни дава една плејада на мерки кои што воспитни, да кажам, кои што одат и во насока на превенција, можеме да кажеме, но секако она постарата група од 16 до 18 години може да се изрече и најрепресивната мерка малолетничкиот затвор. Така. И сега, што треба да знаат родителите на дете жртва на врсничко насилство и детето? Како треба да постапуваат во дадената ситуација, што е она што треба да бидат правно подготвени за да знаат како да постапат доколку сакаат тоа да го внесат во судските лавиринти? Да. Тука ќе напоменам првичното, иницијалното започнување
како да кажам, како еден вид на интенција да се види од каде потекнало тоа. Обично во пракса родителите кои што на детето жртва обично контактираат со родителите на детето кое што го правело насилството, поради тоа што ретко се случува во пракса насилство да се прави на деца кои што не се во иста група, односно не се познаници, еве да кажеме. Значи или се од исти клас, исто оделение, од населба се знаат, од блиски училишта, од било како имаат некаков континуиран контакт. Така што тука е она кое што родителите можат првично да го превземат како меѓусебна комуникација и како ќе се развива таа комуникација. Дали ќе можат родителите самостојно да го решат тој, да кажеме, некој изолиран случај, но доколку се повторува или доколку не се најде на соодветен разговор помеѓу семејствата, секако тука се институциите и детето жртва треба да знае и неговите родители воедно дека не се сами во овој систем, дека има и закон, има институции кои што апсолутно ги штитат правата и нашиот закон за правда за деца апсолутно оди кон онаа ресторативната правда за заштита и превенција на детето, не на репресија и негово казнување. Тоа е и смислата и на законот и на нас сите како општество. Секако училиштето е тука, значи пријава до училиштето, усно или писмено, може би усно да не биде прифатено. Што прави родителот во случај кога нема усно? Ете, оди да пријави во училиштето, но не добива никаков фидбек. Што прави во тој случај? Се случува тоа, се случува често. Некако можеби уште не се гледаат сериозни тие појави како се деца во развој, па во пубертет се. Често пати се оправдуваат децата кои што вршат одреден вид на насилство, дека било понесено од ситуацијата, па било изиритирано од нешто друго или било што. Се трудат да ги разберат на некој начин. Ние треба да ги разбереме децата. Апсолутно, тоа е нашата основна цел, детето кое што често пати јас употребувам еден израз, детето кога се раѓа е табула раса, значи ние го полниме со информации, ние му ја даваме силата, ние му го даваме патоказот, ние го поддржуваме, одиме паралелно по неговиот пат, го следиме. Значи како родители, наставници, општество, ние имаме една многу важна улога во креирање на детскиот живот, можам да кажам, и она кое што кај детето е фундамент за да се изгради во правилна, цврста личност. Мислам дека едукацијата и од страна на училиштата, и од страна на родителите, па дури и секој граѓанин на улица кога ќе се најде, доколку види некое несоодветно однесување на деца, треба да им приде, треба да поразговара, треба да знае, да умее како. Знаете, децата сега се многу отворени, имаат многу информации. Значи, децата имаат повеќе пристап на информации отколку ние возрастните. Повеќе се снаоѓаат. Значи, пристапот на информации кај нив не е ограничен. Меѓутоа, начинот на кој што некогаш се разговарало и сега е многу различен. И јас често пати велам, например, во една паралелка има 30 ученици. Оделенскиот наставник до 5-то оделение или класниот раководител до 9-то оделение не може да има ист пристап према сите 30 деца. Сите 30 деца се различни карактери. Значи, улогата на наставникот не е само да го дава знаењето и да ја води паралелката, имаат педагошка улога. Значи, тие на факултет учеле и педагогија. Така е, да. Да се навратиме околу тоа, што треба да направат родителите? Еве, не гледаат родители можеби кои што се соочуваат со ваков проблем, нивното дете им трпи врсничко насилство, пријавуваат во училиште, што друго? Каде на друго место може да очекуваат? Какви права ги следуваат од државата?
и ги следува го следуваат нивното дете. Што е она што може да го очекуваат? Пријавата во училиште е една основа од каде што би требало да започне одредена постапка доколку има насилство. Значи училиштето е тој еден мост кој што мора да извести по службена должност полицијата, Центарот за социјални работи. Доколку не се оди по тој редослед, по тој чекор, тогаш родителот го има тоа право да побара помош од полицијата, потоа да се приберат доказите, да се земе записникот од полиција, да се обрати во Центарот за социјални работи, доколку детето е носено на психијатар, психолог, социолог и така натака. Многу е важно да се собере и таа документација со цел да се иницира постапка каде што ќе може да бидат заштитени правата на детето. Меѓутоа е многу важно да напоменаме, мислам дека повеќето можеби не знаат дека секое дете има, секое дете, децата што се вршители на одредени кривични, можам да кажам, или прекршочни дела имаат право бесплатно на застапување, односно на бранител, на адвокат, но и жртвите. Така што тоа е многу важно да се напомене и исто така значи може да се обратат, да поднесат барање за бесплатна правна помош во Министерството за правда, каде што има посебен регистар на даватели на адвокати на бесплатна правна помош, кои што ја поминале обуката за правда за деца, односно се обучени да работат со деца. И сега ова е во случајот кога родителот знае дека неговото дете трпи врсничко насилство. Што правиме во ситуацијата кога тоа дете уште не кажало дома? Имаме такви ситуации, за жал детето се плаши да каже, можеби не знае како ќе изреагираат неговите родители и тоа се уште се случува, а родителот не знае дека неговото дете е жртва на врсничко насилство. Како да го охрабриме детето да каже кои се правата кои што детето ги има и детето треба да ги знае како малолетник? Да. Тоа е една многу комплексна навистина. Мислам, и секогаш кога се зборува за децата, зборуваме за една многу голема комплексност. Имам чувство, морам вака едно општо, да кажам, генерализирано мислење да дадам пред конкретно да одговорам. Некако се повеќе се напушта моделот на блискост помеѓу родителите и децата. Навистина го забележувам тоа, мислам, и како адвокат и како родител, да кажам, на малолетно дете. И родителите, наместо да бидат упорни да ја створат таа блискост со детето, за да им раскаже како поминало во училиште, како помина надвор, како помина на роден ден и така натака, родителите се повлекуваат во моментот кога детето ќе каже поминав добро. Значи, јас сум разговарала со родители, вика никако не можам да извлечам ништо, затворено ми е детето. Значи, тоа може да биде еден патоказ дека детето некако не верува во родителот. Можеби мислам, не верува сега, може би им премногу строго да звучи, меѓутоа треба да се врати таа една доверба која што е клучна поради тоа што се произлегува од семејството. И тоа може, мислам, не може, туку една од генералните причини зашто децата не кажуваат што им се случува. Така што сепак ќе се вратам на семејството како една клетка која што треба беспрекорно да функционира, каде што треба да има отвореност и треба да се да има проток на информации, буквално едно секојдневие кое што детето треба да го раскаже и да знае дека секој проблем може да биде решен. Да, од таму да се тргне да биде сигурен, самото дете да биде сигурно дека треба дома да се отвори, затоа што тука е таа прва заштита која што детето ја добива, па потоа се понатаму. Како изгледа една ваква судска постапка на врсничко насилство? Дали трае долго и колку е честа во нашето општество? Еве сега тука може да се надоврзаме, нели, како на претходното прашање, колку често се пријавува, толку и ќе имаме и постапки. Честопати не се пријавува од некаков вид, нели, на страв. Меѓутоа е многу важно и како што го почнав разговорот, како што го почнавме всушност на првото прашање, што е булингот, секогаш е пропратено со одреден страв. Секогаш оној кој што врши одредено насилство е пропратено со закани.
ако кажеш ќе видиш што ќе ти се случи. Утре нема да смееш да излезеш надвор и така натака и така натака и така натака. Децата често пати знаат да се затворат дома и навистина да почнат да стануваат асоцијални. И тука родителот ако не може тој момент да го примети, не може ни да се иницира постапка, така што тоа е еден систем, колку повеќе се пријавува, колку повеќе има докази, воедно и оваа постапка е иста како и сите други. Колку имаме докази, каков е квалитетот на доказите, кои што ги напоменав веќе нели во одговор на претходното прашање. Многу е важно да се приберат доколку се работи на пример за сайбербулинг. И тоа сакав да ве прашам. Многу е важно да се направат скриншотови. Обично сега децата прават не дупли, тродупли, јас не знам, значи милион профили, не се подпишуваат со имиња, со презимиња и така натака, и мислат дека под тоа тие ќе бидат скриени. Дека слободно они може да малтретираат некого и дека никој нема да дознае чив е тој профил, поради тоа што не е, да кажеме, Марко, Стефан и така натака, и туку е подпишано со бројки и букви и мисла дека на тој начин ќе не може да се пронајдат. Значи, ова е еден апел до децата кои што можеби ќе не гледаат и ќе го задржиме нивниот интерес како едукативно да делуваме. Тоа е суштината нели на овој разговор, дека не смеат да прават лажни профили, ниту на шала да ги користат, поради тоа што можат да направат и одреден страф, нели? Кај одредено дете да не знае со кого комуницира, а обично тие се знаат меѓу себе па кажуваат одредени информации. Вчера беше во паркче, вчера те видов таму и таму, што е вистина, и може да настане на вистина она старата поговорка од играчка плачка. Да. Ги споменавме доказите, а сакав уште да се надоврзам во тој контекст, велите скриншотови за сайбербулинг. Што со оној булинг кој што се случува на улиците? Кажете ми, дали тука сведоците, децата кои што биле сведоци на тој настан, исто така може да бидат повикани, сослушани, дали тие играат како докази? Така? Апсолутно, да. Меѓутоа, знаете како, и дали се поведуваат постапки или не, како што кажавме, нели, обезбедувањето на доказите. Ние во последниве случаи кои што се верижни и е страшно. Мислам, ова порано беше еден таков случај во 10 години, сега во еден месец ни се случува по 3 пати во секоја општина, можам да кажам, или во секој град во државава. Децава сега сите имаат телефони и снимаат. Тие несвесно помогнале да произлезе случајот. Да. Многу пати нема доказ, мислам, нема таков материјален доказ снимен, видеоматеријал. Така што тука од една страна е добро што да кажеме ете се документирало на тој начин и имаме еден непобитен доказ, меѓутоа секој оној кој што е во непосредна близина апсолутно може да биде дел од доказната постапка, да. И ги охрабрувате, предпоставувам, и родителите да побараат помош од тие деца кои што биле го посведочиле на тој немил настан, да побараат од нив да дадат некаква изјава за да помогнат во целиот случај. Сега веќе една добра волја. Имаат ли должност тие кои што се, иако се малолетни сведоци, да дадат исказ? Имате должност? Да, доколку обвинителот смета, поради тоа што да, и ние како бранители или како адвокати во постапката предложуваме докази, доколку сметам јас како адвокат дека е потребно, значи тогаш се идентификува тоа лице, се предложува практично да биде изведено како усмен доказ во текот на постапката, да биде сослушано, да. Што вели македонското законодавство? Дали имаме доволно силни механизми за казнување и превенција на булинг? И овде ми се надоврзува уште едно прашање, како адвокат и како познавач на оваа тематика, кои се оние системски дупки или недостатоци во нашиот систем за детска правда, на кои што веднаш треба да се интервенира? Треба ли да се интервенира во законот?
Видете како на ова прашање би одговорила не, ние имаме навистина солидна рамка за правда за деца, навистина апсолутно солиден закон кој што претрпи измени, чинам 2024 година почна да се применува 25-та, што е релативно нели брзо. Ние не можеме постојано да интервенираме во закони. Ние треба да интервенираме во самите нас. Зошто секогаш како општество го вперуваме прстот дека треба да се промени законот? Значи имаме ние држави каде што законите не се пипнати со децени. Значи од 1940 и некоја важи истиот закон. Општеството се менува, да, апсолутно еволуираат сите видови на појави. Ние како луѓе се менуваме, се менува. Меѓутоа, ние не можеме законите да ги прилагодуваме на последните 3-4 случаи. Значи, законот е таков како што е, како што напоменав и на претходното прашање, дека овој закон има улога на вадење на најдобриот интерес на детето. Најмалку се гледа на репресивните мерки, поради тоа што ние треба да работиме со детето. Да, вие проблемот во сево ова го гледате повеќе кај човечкиот фактор, помеѓу луѓето. Сметате дека треба повеќе да се работи системски на едукацијата на населението, што ова ескалирало, ова е веќе ескалиран проблем. Јас да ви кажам искрено, најголемиот проблем го гледам во општеството и односно кај родителите, првично во семејството, а потоа и пошироко. Општеството апсолутно го сочинуваме сите ние и делот од институциите и така натака. Тоа е еден систем без кој што ние не можеме еден без друг да функционираме. Меѓутоа, училиштето, знаете како ние во последниве години цело време зборуваме математика, граматика, англиски јазик, воншколски активности. Моето дете оди таму, ваму, значи родителот ќе ви наброи 10 работи. Дали зборуваме за емпатичност, дали зборуваме за чувство на сигурност кај децата, дали зборуваме за нивната индивидуа, за нивниот личен простор, за нивното време, за вредностите кои што треба да ги носат. Морам да кажам дека децата не се свесни доколку влезат во системот на една кривична одговорност, тие се заведени во еден систем. Утре, сето тоа може да им прави многу голем проблем за вработување. Колку и да бидат едуцирани во иднина, колку и да постигнуваат титули, колку и да бидат не знам што, тие сега лутаат, повеќе сакаат да се докажат на улица отколку да се докажат во училиште, нели со својот умствен ментален капацитет. Меѓутоа може да си ја запечатат иднината како малолетник. Докато го бидат осудени. Значи, навистина може да си ја запечатат својата долгорочна иднина во поглед на нивното креирање, на нивната професија и развој во ова општество, од што од една, да кажеме, детска неразмислена постапка. А дали системот успева да го заштити детето жртва на булинг од ревиктимизација, односно дополнителна траума, преживување? Многу родители можеби не би се нафатиле на тој чекор да тргнат правно од страв дека детето сега повторно ќе треба да го преживува тоа што му се случувало на улица. Свесни сме дека судските лавиринти се траума и за еден возрастен човек, дополнително за детето се дуплицира тоа, така што велите вие? Колку системот го заштитува ова дете? Тука да, можам да ја кажам таа слабост. Јас гостував кај вас можеби пред 1-2 години, тогаш многу убаво го објаснив тој дел и еве после 2 години ние повторно немаме посебна судница за деца, немаме посебни влезови излези за деца. Ревиктимизацијата или заштитата на детето е токму тоа, еднаш да го даде својот исказ како жртва, да биде снимен, значи во аудио-видео снимка, за да може понатака да се користи во постапката и детето еднаш сослушано повеќе да не доаѓа. Не кажувам дека нема такви, како да кажам, системи или случаи. Во Скопје, во внатрешноста на Македонија, не сум сигурна дали постојат такви системи за аудио и визуелно снимање, придавање исказ на детето. Меѓутоа, да, тие слабости еве
после 2 години од моето последно гостување кај вас се уште постојат. Да, за жал. Споменавме дека родителот треба првично да пристапи кон пријавување во училиштето. Што правиме во ситуации кога врсничкото насилство се случува надвор од училишниот двор, надвор од учебната година? Еве, например, се случува сега низ улиците во населбите. Каква одговорност има тогаш училиштето? Има ли некаква одговорност и како се постапува во тие ситуации? Постапката е иста, значи како што напоменавме, сега тука не се пријавува во училиште поради тоа што децата се, да кажеме, нели, на летен распуст. Меѓутоа постапката е иста, значи Центарот за социјални работи, полицијата се оние органи кај што можеме ние да известиме, да побараме помош. Меѓутоа, тука, ако ми дозволите, може да напоменаме што доколку насилството се случи во училиште. Значи, тука може да има одговорност и кај наставниот кадар, поради тоа што училиштето или градинката се оние места каде што ние децата ги праќаме да учат и при тоа да бидат сигурни. Значи, тоа е установа која што треба да се грижи за нивната безбедност, меѓу другото, нели, надавање на тој едукативен момент. Тука апсолутно може да се поведе постапка дисциплинска или не знам, сега зависи, нели, од случајот, апсолутно, и према наставниот кадар и да се бара одговорност, доколку се утврди, нели, дека има одреден пропуст кај наставникот, кај оделенскиот раководител, класниот и така натака, кои што биле должни, например, одреден процес да го спречат и така натака. Меѓутоа, тука имаме ние и Министерството за образование, Државниот просветен инспекторат, така што има институции кои што апсолутно системски може да ни ја дадат таа поддршка, односно поддршката на детето и започнувањето на постапката да не се чувствува дека е само. Мислите ли дека сме доволно правно едуцирани за да ги знаеме овие работи? Знаат ли родителите како да постапат во овие ситуации? Што вели вашето искуство како адвокат? Па повеќето не. Особено, знаете како, тоа е една секундарна траума која што се јавува не само кај детето и кај родителот. Така што и да знае родителот да бил поткован со одредено знаење, во моментот, во шокот, можеби нема да знае како да постапи. Меѓутоа, за тоа цело време кажувам, тоа е алката системот. Значи, доколку се пријави во училиштето, училиштето треба да ги даде насоките што понатака. Доколку се пријави во полиција, полицијата треба да го насочи. Значи, ние сме еден систем, алка, во кој што функционираме. Доколку се обрати кај адвокатот, адвокатот веќе точно знае, нели, кои действија треба да ги превземе и како да ги превземе. Меѓутоа, секако, кога се работи за децата, како што и претходно напоменав, најдобриот интерес на детето, секоја информација која што ќе стигне до Центарот за социјални работи, полиција, било која друга институција и се однесува на деца, значи имаат обврска по службена должност да постапуваат. Сега тука може би да го напоменаме моментот дека има и бесплатни линии каде што децата може да се обратат доколку нели немаат храброст да кажат на родителот за она кое што го трпат како насилство, кое што им прави одредена затвореност за да го кажат својот проблем. Има бесплатни линии, сега ќе ми дозволите да не го сгрешам точно бројот. Значи, тоа се Ало Бушавко 070 390 632 и европскиот број 116 111, каде што има обучени прекрасни, значи, луѓе кои што се апсолутно обучени и долги години работат на оваа проблематика, кои што во секој момент се достапни и децата 24 часа телефонот е достапен. Да.
Да, така што не само еве да дадеме апел, не само во поглед на врсничко насилство и на секој друг вид на насилство, доколку детето се наоѓа загрозено дали во рамки на семејството или надвор од него. Убаво што пред неколку минути ја споменавте градинката и тоа сакав да се надоврзам. Дали сите овие правила, затоа што за жал мораме да го признаеме тоа пред себе си дека и во градинките се случуваат врснички насилства, поместени се границите и во таа возраст помеѓу децата и во таа институција важат истите правила како и кај училиштето? Апсолутно, значи тоа се воспитни, мислам, образовно воспитна установа, така што децата таму се згрижуваат. Видете, во градинките не може, мислам, тука се случува друг вид на насилство помеѓу децата. Сега тие се премала возраст и не може да зборуваме на вистина и согласно границата возраста. Меѓутоа имаше случаи на насилство од вработено лице, практично од негователка или да, кој да беше, така што појавите на насилство према деца ни се широки. За жал, пак ја кажам, се зачестена појава. Меѓутоа, еве тука, ако ми дозволите, сега ми се наметна некако сум носталгична по едно така минато време каде што можевме да кажеме дека нели мирно живееме и така натака. Ми фалат полицајците позорникари. Ние како деца кога ќе излезавме надвор на улиците, игравме, едноставно во подсвест не беше влезено дека може во секој момент да поминат. Значи со должна почит се однесувавме према полицајците, што тоа не можам да го кажам за сега. Сум била сведок каде што група на деца буквално ги исмејува полицајци кои што поминуваа непосредно до нив, така што доколку ние немаме почит према институциите или оние кои што се огледало на институцијата, полицијата, ако не ги почитуваме, ако не ги учиме децата дека тие треба да ги почитуваме кога ќе ги сретнеме, да ги поздравиме со добар ден, добро вечер, и не само тие, туку и комшиите кога ќе се симнеме по скали, дека на комшијата кога дете едно ќе го сретне, не треба да ја наведне главата и да гледа во зидот. Значи, јас сум сведок на такви однесувања, дури на улица, значи, не можам да го разберам тој момент и сепак ќе се вратам на едукацијата на децата. А кога веќе ја правите таа паралела со минатото, што мислите, како еволуира врсничкото насилство? Па еволуира, еве, како што кажавме до сега, се што изложивме, не дека не се случувало порано, се случувало, не може некој да каже порано немало булинг. Може би терминологијата и модернизацијата, нели, во општеството, прифаќање на одредени како да кажам, законски решенија од странство, па ги усогласуваме ние законите со европските и така натака, превземавме некои како да кажам, зборови кои што не биле типични за во македонскиот јазик. Порано не се употребувало булинг, не се употребувало врсничко насилство, се употребувало можеби ја истепа, ја искуба, ја вреѓаше и така натака. Ме разбирате, така што еволуцијата во таа смисла не дека немало, па сега не знам се појавило, секогаш постоеле, меѓутоа разликата е во тоа што порано во минатото можело да се случи таков вид на насилство еднаш во државата годишно. Сега, како што напоменавме, е страшно. Секојдневие. Ката ден веќе за жал го гледаме. Помагаме ли под наводници со објавувањето, со обелоденувањето во инспирацијата кај насилниците, зборуваме нели за врсничкото насилство, затоа што еве гледаме се почесто и почесто се случува како верижно откако ќе се обелодени, откако ќе се објави, уште две дека се случиле во друга населба и така натаму. Добро ли е тоа што го обелоденуваме? Добро ли е тоа што се снима и што се документира и што се прикажува јавно? Како вие го карактеризирате тоа? Како го карактеризирам? Од една страна, како што кажавме, еве, помага во постапката поради тоа што се обезбедил некој вид на доказ снимка, каде што децата кои што снимале, наместо да бидат во одбрана, тие, мислам, си го доживуваат тоа како шоу. Тоа е апсолутно, мислам, разочарувачки. Многу разочарувачки. Како делува?
Или дали е правилно? Апсолутно е правилно. Јавноста треба да биде информирана, треба да знаеме ние што се случува, се згрозуваме навистина. Се надевам дека онака како што возрасен човек се згрозува, дека и децата исто, и дека не треба тоа да им биде пример на охрабрување, туку треба да им биде пример што не смее да прават, што не треба да прават. И повторно тука е родителот и семејството, значи треба да се разговара, ете тој случај треба да се разговара во рамки на семејството. Треба родителот да праша дали ти еве како дете кое што одиш надвор со другарчињата имало ли нешто слично, има ли некое друго дете кое што на ваков сличен начин некој Сега го понижува. Сега тоа по дома во семејствата треба да се зборува и да се разговара. Апсолутно треба да се разговара. Знаете како децата учат со примери, меѓутоа ние ако ги оставиме самостојно да ги толкуваат примерите, тогаш може да биде веќе многу страшно и да нема враќање назад. Имаат ли право родителите да побараат привремени мерки од типот на, доколку го знаат насилникот на детето, на нивното дете, да побараат да биде тргнато во друго училиште или можеби во друго оделение? Да. Го имаат тоа како право? Има. Јас имав еден таков случај каде што траеше неколку години тоа насилство, дури физичко со скинат менискус, мислам дека беше, и дупната глава и така натака. Се работеше детето кое што вршеше насилство, беше дете на еден познат лик во општеството. За жал, училиштето беше насочено кон негова заштита и предлогот на родителите беше нивното дете кое што го трпи насилството да го промени училиштето, а не оној кој што го обратно. Така што тоа е навистина една многу тешка ситуација за борење и за родителите и за адвокатот кој што е веќе во нивната приказна и се соживува со сето она кое што се случува. И јас како што велам, се ова жива материја, ден за ден се менуваат работите, меѓутоа треба секогаш да гледаме да се менуваат на подобро. Да. И уште за крај, Салтирова, ако може еден ваш совет и до децата кои што се жртви на врсничко насилство, но и генерално до секое едно дете кое што не гледа и секако до родителите, кои што чие што дете за жал трпи врсничко насилство, кој би бил генералниот совет до нив? Генералниот совет е многу едноставен, да комуницираат децата со родителите и родителите со децата. Никако да не се ствара тој јас или тој вакуум, таа празнина, да детето не ја почувствува топлината и грижата од родителот во однос на она кое што него му тежи или е негово секојдневие. Ние како возрастни или како родители мора да ја почитуваме и приватноста и индивидуалноста, но и да го научиме детето на емпатичност, на едно чувство, на зрелост и да му дадеме насока како треба да се однесува во одредени случаи доколку се најде во една таква непосредна близина. Значи мора да разговараме со децата, мора да даваме примери, секојдневни примери, да кажеме примери од ние кога сме биле деца, да кажеме примери на нашата пријателка што и се случило, не само она кое што ќе го видиме на телевизија, на телевизија го гледаме ете тоа што било документирано. Меѓутоа психичкото насилство, верувајте ми, од моето искуство е секојдневие во училиштата. Значи секојдневие кое што не се обрнува апсолутно никакво внимание. Ова е апел до децата. Значи зошто да бидат причина за неубаво чувство или за тажно чувство да предизвикуваат на некој друг, наместо да бидат еден тим, да бидат сплотеност, тие живеат во тоа обкружување. Тука се кога да излезат од дома, значи населеното место е тоа. Зборуваме за децата од основното образование, веќе во средно менуваат општини, одат нели во други училишта, се разделуваат. Меѓутоа децата кои што се од иста населба, тие ќе се сретнуваат дури можеби кога ќе бидат оженети, омажени, кога ќе имаат своји деца. Зошто да оставаат таков печаток? Значи не треба никогаш да бидеме причина за тажно чувство. Треба секогаш да се јавиме како поддршка и помош на некој кој што гледаме дека може да му се заканува одредена опасност од било каков тип.
Доктор Мимоза Салтирова, благодарам што одвоивте време од вашето драгоцено време и верувам дека почитувани овие совети, овие одговори кои што ги добивме од неа се една помош за нас да бидеме подобри кога се работи за врсничкото насилство. Благодарам за вниманието. Продолжете да се информирате преку Слободен печат.